ми представува особена чест и задоволство да го поканам на бината да ви се обрати председателот на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицкоски. Охрид, добро вечер, победнички Охрид, добро вечер, победничка, честита, принципиелна, искрена Македонија. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер, народе на Македонија. Стопира, прегледува, испитува, симулира, сака да го спречат народот слободарски да дојде денеска овде, да даде поддршка. Не успеа, погледнете колку не има, победничка Македонија. Овде, од Охрид, од ова место, ги почнуваме сите наши битки и сите наши патишта во овие изборни кампањи. Тука е почетокот на сите наши премрежја, на сите наши мегдани. Традиционално од Охрид, градот на историјата, градот на љубовта, на верните луѓе, луѓето кои што си ја сакаат сопствената татковина. Градот каде што Бог не штедел на убавините и богатата природа. Местото кое на Македонија, но и на светот му ги даде Свети Климент и Свети Наум. Градот на големиот Прличев, местото каде живее пркоста на Методи Папчев, се слави самопрегорот на Христо Узунов. Се уште се пеат стиховите на Абраш. Црвено е небото, зори што се смее. Црвено е ова знаме, гордо што се вее. И гневот е црвен на стари и млади. Гневот е голем
Навистина е голем. Од она што и го направија на Македонија. Затоа, добри луѓе, браќа и сестри, илјадници собрани овде, но и оние што се дома и што не следат, ви порачувам и ве повикувам, придружете ни се, време е за акција, дојдете! Во Охрид се слушаат татнежите на Петар Чаулев и на голем број македонци. И не забадијала го говорам ова. Не забадијала подсетувам на нивните дела и заслуги за нашата татковина. Бидејќи секое од овие имиња нас длабоко не обврзува и затоа ние се поклонуваме пред нивните имиња и ги почитуваме нивните дела. Се она за што се залагале, се бореле и за сето она за кое што ги посветиле собствените животи. Прашањето е, што е тоа, добри луѓе, браќа и сестри? Одговорот секој еден овде го знае. Ајде сите во еден глас. Тоа е Македонија! Тоа е Македонија! Охрид за кампањите на ВМРО ДПМН секогаш бил почетокот. Овој прат, крајот на 21. април ќе биде повторно овде во Охрид. И знаете ли каков ќе биде крајот? Јас знам! Победа! 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 Победиме затоа што ја носиме вистината. Ке победиме затоа што овој плоштад е препон со срца кои трепелат, со души во кои пламти оганот за Македонија. Ке победиме бидејќи треба правда. Ова е нашата борба, запаметете, нашата борба против неправдите, борба против злото кое денеска ги преокупира нашите животи. Ова наша битка денес не обликува и не дефинира. Драги пријатели, има работи во животот за кои вреди да се бориш. Ова е тоа време. Ова е таа наша борба. Ова е борбата на нашата генерација. Ова е борбата по која што ќе се паметат храбрите, мотивираните и одлучните. Ова е борбата за единината на Македонија. Браќа и сестри, драги сограѓани, не се само локални и председателски избори. Ова е многу повеќе од тоа. Ова се избори за кои се одлучува иднината на Македонија. Нашата иднина. Иднината на вашите семејства. Ова е борба за правда, принципи и борба за вредности. Ова е шанса за исправање на сите неправди сторени кон нашата татковина, кон вас, кон вашите блиски. Ова е неповторлива шанса да се матира за евизмот, кој го гуши секое парче слобода на овој простор. Да. Овие избори ќе дадат одговор на прашањето ќе не биде или нема да не биде. Ќе не биде или нема да не биде како Македонија. Одговорот ќе го дадеме сите заедно
најпрвин на 21. април, потоа на 5. мај, а веднаш потоа на предвремени парламентарни избори. Одговорот го знаеме, ќе не биде и тоа како ќе не биде. Најголеми се оние победи кои што се извојувани со мудрост и решителност, со едноставна одлука да имаме победа на заевизмот со гласачко ливче. И таква решителност ни треба на 21. април и 5. мај, каде со вашата одлука влијаете на иднината. Ве молам, од срце ве молам, внимавајте, нема простор, ниту повеќе време за губење, ниту пак време за продолжена надеж, дека ќе направат било што добро. Ајде да ги поразиме и да ги испратиме на темната страна на историјата и да го растераме овој Дамаклов меч надвиснат на нашата мила мајка Македонија. Драги браќи и сестри, каде одиме напред, се листите каде се мери корупцијата и криминалот. Таму сме први. Нема ден да нема афера, а корупцијата го јаде секое здраво ткиво. И цело ова време сакаат да го скршат духот на народот, да го уништат карактерот на македонецот. Потребна им е таа равнодушност која сака да ја наметнат, за да можат полесно да владеат, за да им поминува овој колективен грабеж незабележано, за да може да се богатат додека народот се занимава со оние приказни во кои дури ниту они самите не веруваат за розевата иднина на Македонија, па велат одиме напред. Го пресликаа несрекно, го украдоа, дури ниту еден слоган не може да смислат. Извршија напад на вашите сетила, мислејќи дека така ќе прикријат реалноста, ќе го сокријат предавството. Сака да вакцинираат јавноста кога државата ја губиме и политички и економски. Што се не поминавме во овој период? Промена на име, идентитет, променет устав, непринципиелни коалиции, виткање на кичма од власта за да ја скршат кичмата на народот, политички прогони, апсења, демонстрирање на сила, пропаганда со цел воспоставување на едноумие, влечкање на луѓе по затвори, трговија со притвори и договори, криминал, и тоа многу криминал. И таман мислеа дека ќе успеат, дека ќе успеат, им пошло од рака да го скршат македонецот. На овие избори ќе се соочат со две работи. Првата се празните плоштади каде што ќе се обидуваат она ископирано невистинито лого дека оделе напред да им го представат на граѓаните и уште еднашка да се обидат да лажат. И втората вистина со која што ќе се соочат се илјадниците граѓани кои што на овие избори ќе дадат поддршка за нашиот кандидат професорката Гордана Силјановска-Давкова. До денес. А ќе се согласите, досега видовме многу вакви. Но овој е принцот на лагите во политиката. Неправда е кога ќе ви ги намалат пензиите, кога вакцините немаат квалитет, а воздухот убива, и кога лажно ќе ти ветат и нема да ти го ценат трудот. Неправда е кога ја нема ветената плата од 500 евра, додека сметките само растат и кога даноците и трошоците растат. И за се бара
арач изразен во проценти, од 5 до 15. И кога наместо работа добиваш карта во еден правец, одиш далеку од родното огниште, ја оставаш грудката овдека. Неправда е кога од правдата прават пазар, кога плукаат по Асно, по Ченто, по Панко. Сега повеќе од било кога овие 28 години е време за правда, време е за повисоки пензии, време е за квалитетно здравство, време е трудот да биде ценет, ветувања кои се остваруваат, време е за повисоки плати, време е вредните да работат без уцени, време е иднината на младите да биде овде во нивната татковина, време е да се раскине со оние кои што брутално не лажеа, време е Охрид да биде поубав, а Македонија достоинствена, честита и напредна. Сите оние кои што се колебаат да ни се придружат, ќе ги замолам и ќе им порачам, драги сограѓани, ајде заедно да се бориме. Вреди да се бориме, затоа што нашиот мотив е многу голем и се вика правда за Македонија. На Мисирков, делото почнато од Карев, идеалот на Делчев, сонот остварен на Ченто, Брашнаров и Шатев. Верувам во Македонија, викаше Борис Трајковски. И се што досега поминавме, нема да биде залудно доколку ја сочуваме. Затоа ни треба председател. Ни треба председател кој ќе води суверено, силно, уверливо и посветено. Професорката Гордана Силјановска-Давкова е за Зоран Заев и сите неправди кои што ги донесоа. Заев и Стево се лице и опачина на една иста паричка. И нема да трошам повеќе време, толку за нив. Се е јасно, се е кажано.